Разговараме со министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Првото прашање, министре, се потсетивме низ времето, видовме архивски снимки, но видовме и ново велелепно, прекрасно издание на самиот крај од прилогот, што го подготви колешката. И сега, првото прашање, кога ќе го видиме тоа велелепно издание, каков е во моментот статусот на универзална сала? Благодарам на прашањето и на прилогот што сте го направиле. Се надевам дека за брзо време ќе направите прилог во новата универзална сала, ќе ја видиме во нов сјај, во едно поинакво светло. Во моментов процесот тече така што се прави евалуација на пристигнатите понуди за идниот изведувач и за стручниот надзор. Се надевам дека за неколку дена ќе донесеме, комисијата ќе донесе одлука, бидејќи знаете ова е сложен процес. Ако досега универзална сала се работела, тендерската документација била во 3 фази, да речеме едната била фасадата, едната била сценската технологија, трето било интериерното уредување. Сега ние направивме ревизија на целиот проект. После пожарот ги видовме сите недостатоци кои што ги имаше проектот. Направивме ревидирање, направивме нова звучна изолација, го вклучивме и интериерното уредување внатре, кое што не беше вклучено во претходниот проект, и партерното уредување. Така да се направи целосно нов проект. Проектот е закачен на електронскиот систем на град Скопје. Во моментов чекаме одобрување за градба и после кога ќе заврши целата евалуација, можеме слободно да почнеме да градиме, бидејќи имаме обезбедено средства во буџетот. Бидејќи се работи за проект клучна рака, овој момент, значи тој што ќе биде изведувач, ќе биде изведувач до крајната фаза и затоа овој процес на одлука е малце подолг и пообемен. Она што често е поставувано прашање нели покрај сите предизвици со кои што се соочи објектот изминативе години и после пожарот и се квалитет и безбедност на објектот, па затоа тука се постава прашањето како ќе се гарантира квалитетот и безбедноста на објектот по завршувањето. Така е, ние работевме на неколку фази, на неколку нивоа заради безбедноста. Многу голем аларм крена она што се случи пред година и половина во Нови Сад, кога се работи за реконструкција на објект, а ние овдека работиме на реконструкција на објект. Она што се случи во пожар, со пожарот во Кочани, значи ја уклучи црвената сијалица дека секој проект ќе мора да му се обрне посебно внимание кога се работи во однос на реконструкцијата. Затоа ние веднаш по превземањето на власта или од кога станав јас министар за култура и туризам, веднаш направивме ревизија на целиот проект и побаравме, како да кажам, нова анализа на состојбата на објектот. Распишавме тендер за статусот во кој што се наоѓа моментално после пожарот. ИЗИС направи анализа, ги видовме сите забелешки, сите недостатоци кои што ги има пожарот и сето тоа што го имавме се вметна во новата во новата проектна документација, која што пак ќе кажам е клучна рака. Потоа, по завршувањето на фасадата, ќе следи уште едно испитување и по завршувањето на превземањето на целиот објект следи трето испитување на целиот објект, да видиме дали таа се работела според правилата и според законите. За да бидеме сигурни, ние како министерство ангажиравме и управител на градба, кој што ќе нас застапува како Министерство за култура и туризам во целиот процес. Како некој надзор? Како некој надзор, освен надзорот, ќе имаме и управител на градба, кој што ќе го следи и надзорот и изведувачите. И ќе добиваме информации на неделно ниво до каде е процесот, да не се случи некаков проблем или грешка, да бидеме информирани. И по завршувањето ќе се направи последната ревизија и пред да биде пуштен во употреба. Така да мислам дека имаме неколку нивоа на сигурност. Кога веќе во владини универзална на Министерството за култура и туризам, дали вие ќе сугерирате и на програмската концепција? Се размислува ли и за тоа од сега? Дали можеби ќе дадете предност на домашните, на македонските изведувачи,
се размислувале воопшто каква програма треба да понуди? Со оглед на тоа дека долги години ја немаме, па верувам дека ќе сакате да блесне во полн сјај. Апсолутно, ние стоиме како Министерство за култура и туризам, стоиме во поддршка на програмските активности кои што ќе се случуваат, но сепак веднаш по завршувањето на изградбата на објектот, таков е договорот, ние ќе треба да ја вратиме во владение на градот Скопје, бидејќи тој процес претходно беше закочен, затоа се направи превземање од страна на Министерство да се заврши и финансиски и секако да се заврши целиот процес и да се врати на градот Скопје. Тие си имаат своја управа, директор, управен надзорен одбор на јавната установа Универзална сала и понатаму тие одговараат за програмските активности кои што ќе се случуваат во наредните години, но секогаш било и претходно, така ќе биде и сега, Министерството за култура ќе дава поддршка на сите проекти кои што ќе се случуваат Ќе сугерирате нешто? Може. Па за мене е многу важно да се вратат фестивалите, музичките фестивали, да се вратат во Универзална сала, да се даде простор како што се давало и простори порано на младите креативци. Се разбира дека Универзална сала ќе биде отворена и за големите странски имиња кои што ќе доаѓаат овде, бидејќи навистина оваа сала моментално нема да биде оспособена само за музички концерти, ќе биде оспособена и за помали камерни настани, ќе биде оспособена и за театар, и за други настани, така да има во еден дел мултифункционалност во својот габарит внатре. Традиционално ново модерно издание. Видете, сепак ова е реконструкција на она што постоело. Во рамките или во габаритот кој што го има овој простор сега каде што е Универзална сала, тоа е максимумот кој што може да се извади од тој простор, затоа не одевме на ново проектно решение кое што ќе излегува од границите, бидејќи навистина тоа е просторот. Спомнав и претходно, капацитетот бил околу 1500 седишта. Сега во овој момент е намален на околу 1200, бидејќи ќе мора да се направи и проток на публиката, се видоа сите недостатоци кои што ги имале претходно. Има нови решенија внатре, многу повидливи, многу посветло, така да мислам дека е достапен веќе објектот да се види и мислам дека ќе имаме одлична сала. Министре, да преминеме и на останатите клучни проекти. Дали со Универзална сала ќе заокружиме можеби еден процес поврзано со сали, нели добивме изминативе години нов театар велелепен, нова зграда на филхармонијата, нова сала и така натаму еве сега доаѓа Универзална. Во која насока понатака се размислува околу културниот идентитет? Ајде ќе се концентрираме и на Скопје, но и воопшто околу приоритетите на Министерството со кое што вие раководите. Дали Скопјани во скоро време и македонските граѓани секако може да очекуваат уште нешто ново поврзано во Скопје, со културата, со уметноста, со вакви сали каде што се собираме и на дружење пред се? Така, ние имаме направено претходно и во партиската програма за култура, која што подоцна се преточи во владина програма. Има голем број на објекти капитални кои што ќе треба до 20, некои се да завршат до 28 година, некои се во предвидувањата до 35-та, бидејќи навистина голем број од институциите се девастирани. Се работи за некаде една мрежа на национални установи кои што ги имаме не некаде туку точно 72 национални установи кои што имаат 72 објекти кои што се во лоша состојба. Тој процес кога тргна за изградба на нови објекти и тие институции се гледа веќе и нивниот напредок, како што е филхармонија, како што е Македонскиот народен театар. Имаме постојани инвестиции во македонската опера и балет. Денеска можеме да ја видиме во едно поинакво светло. Така да тој процес треба да продолжи. При крај е некаде изградбата на Турскиот театар во Скопје. Исто ќе имаме еден прекрасен објект кој што ќе биде еден вид, освен театар, ќе има можности за други содржини, но понатаму во програмата ги ставаме изградбата и на театар за деца и младинци, комплетна реконструкција на
на театар комедија и изградбата на новиот објект на драмски театар кој што веќе е готов како проект. Но не треба да мислиме само на Скопје, мораме да мислиме и на другите градови. Работиме моментално на идејни решенија за Војдан Чародински во Прилеп театарот, во Штип и во Охрид, и во завршна фаза е и театарот во Куманово. Министре, Скопје, ми го наметнавте сега прашањето следно. Скопје, град на култура 2028. Вие како министерство се разбира, во еден дел ќе бидете вклучени. Локалитетите во голем број ни се запуштени. Скопското кале, фала Богу, го исчистивме, па можевме да го видиме во полн сјај. Ќе ве прашам за Скопје, но ќе ве прашам и за низ државата. Каква ни е состојбата на културното наследство, состојбата со објектите? Да, во право сте. Исто така, нашето археолошко наследство беше издевастирано години наназад. Она што го затекнав како министер беше една очајна ситуација на нашите археолошки локалитети и веднаш почнавме со нивно расчистување, нивно опремување и така натаму. Но главниот фокус, бидејќи Скопје ќе биде Европска престолнина на културата, како што рековте, 28 година, главни приоритети ќе бидат Скопското кале, археолошкиот локалитет Скупи и аквадуктот. Ето така го гледаме и зад, додека зборува. Да, тие три ќе бидат, да речеме, во фокусот за Европска престолнина. Скопското кале веќе на пролет ќе биде отворено. Ние имаме сега многу добра соработка со градот Скопје и со градоначалникот Орце Георгиевски, кој што веднаш уште по првиот ден од кога стана градоначалник, главниот фокус му беа овие три простори. Така да Скопското кале е веќе во завршна фаза, нашиот дел е веќе при крај, останува потоа со управувањето градот Скопје да одлучи на кој начин ќе го презентира. Планираме веќе од пролет голем дел од културните настани да ги преселиме на Скопското кале. Тоа ќе се однесува понатаму и за аквадуктот и за археолошкиот локалитет Скопје. Низ државата? Не само низ за Скопје? државата имаме многу. Стоби можам да го кажам како пример кој што има голем прогрес во својата работа, на многу силна институција. Големи истражувања имаме таму, се работи на конзервација на голем дел од локалитетот и сега во тек е враќањето на големите културни манифестации кои што треба да бидат не само значајни за југот, туку ќе бидат важни и за транзитниот туризам кој што во овој момент го развиваме. Министре, го споменавте Стоби, па прашањето следно со оглед на тоа дека е еден од местата културно наследство кој што е активен, односно постојано се работи на истражувања. Имаме ли ние кадар, доволен кадар, не го споменуваме само Стоби, туку и за останатите кои што ќе работат, ќе истражуваат, ќе ја развиваат таа дејност, се чини дека тој кадар полека нема кој да го наследи. Апсолутно сте во право, имаме недостаток на кадар, бидејќи како држава низ годините наназад, кога сме ги задавале приоритетите, ако се сеќавате некаде до 2014 година, можевме да видиме по нашите археолошки локалитети стотици археолози како истражуваат и како работат. Но тоа зависи и од политиката и кој ја води државата, која е политичка опција и на кој начин го гледа културното наследство. Јас морам да кажам, иако не сакам да звучи ова на тој начин, но предходните 7-8 години имавме големо запоставување во овој дел и голем дел од кадарот не се вработуваше во националните установи и денес имаме недостаток. Дури ни се намали катедрата, многу малку луѓе се запишуваат на археологија. Затоа за мене е многу важно да се даде посилен импулс тука, да им се даде можност, видливост дека ќе се инвестира во овој дел од културата, за да можат и оние идните студенти да гледаат некаков просперитет во нивната професија. И мислам дека почнавме на одреден начин тоа
да го промовираме. Министре, тема околу статусот на Охрид како културно наследство на УНЕСКО, град на УНЕСКО, да ги сватиме граѓаните и така и да го поставиме прашањето што конкретно всушност се случува во моментов. Бевте во Париз, до граѓаните стигнуваат разни информации, но некако коментарите се дека како секоја година да ги слушаат истите информации, тоа години и години наназад. Што е ново од годинава? Што донесовте од Париз како информации? Имаме ли причина да бидеме загрижени дека Охрид би го изгубил статусот или понатака во иднина или би се превзеле некои други мерки затоа што е многу важно тоа и за туризмот на целиот тој регион таму. Кои се најновите информации? Има два начини како се управува со овој процес. Првиот начин е бидејќи имаме недостаток на комуникација помеѓу институциите. Јас сум председател на Националната комисија на УНЕСКО и во незе членуваат голем број на институции. Секоја институција е задолжена за еден одреден процес внатре. Ако има дискомуникација внатре, пак ќе решам, тоа зависи и од политиката и од намерите на одредена власт. Ако имате долги години дискомуникација, се појавува и еден вид недоверба, и јас работев во оваа година и пол да ги спојам тие институции и да донесеме некаков заклучок кои се нашите приоритети понатам. Се разбира дека во меѓувреме и постои една одредена девастација и во тој дел. Она што го побаравме ние директно кај најголемите луѓе во УНЕСКО, посебно кај генералниот директор на УНЕСКО, беше да имаме поголема координација со УНЕСКО. Поминале години, поминале институции овде, поминале чинители од УНЕСКО. Многу е важно од блиску да ја слушнат и нашата приказна. Со какви проблеми и ние се соочуваме во целиот Охридски регион. Со какви проблеми се соочуваат и со граѓаните. Имаме и големо иселување на охриѓани, бидејќи во одреден дел тие не можат да дали да изградат, дали да доградат или било што да направат внатре. Мораме да го разгледаме и планот за управување и многу по-одблиску да разговараме со институциите во УНЕСКО. Тоа беше едно уверување од нив дека оваа комуникација нема да биде само врз база на извештаи, ние да го чекаме извештајот до крајот на годината, да дојде овде кај мисијата и да утврди што ни се случува, па ние да пратиме некаков извештај, па тие да ги мечуваат и на крај ќе донесат нека одлука. До сега било така. Ние баравме сега да имаме подиректна и многу почеста комуникација. Тие го поздравија фактот дека до сега многу ретко се случило толку висока делегација да дојде загрижена и да разговара за овој процес. Токму од тие причини, да, таа делегација, висока делегација која што отиде од нашата држава, тоа значи дека нас граѓаните не уверува дека нема да дозволи да ни се случи тоа. Видете, пак ќе кажам, се е во можно да се случи. Ние ќе работиме, но зависи сега од нас колку ќе успееме во оваа комуникација да решиме одредени проблеми. Како што реков, вториот дел е комуникацијата со Албанија. Албанија има 30% во тој дел од Охридското езеро. Кај нас е поголемиот дел. Кај нив не е толку важен фокусот на Охрид. Тие имаат море, така си се загрижени за своите проблеми кои што ги имаат за развој на туризмот таму и многу малку ставаат фокус на Охридскиот регион, додека кај нас е поголемиот товар. Поголемиот дел од забелешките кои што ги имаме, бидејќи сега работиме заедно, кое што исто така според мене е малку проблематично, поголемиот дел од забелешките се кон албанската страна. Така да вината не може да се префрли само кон Македонија во овој процес. Но, пак велам, треба да бидеме до јули месец, додека е следната сесија, треба да бидеме подготвени за секаков извештај. А имате ли партнер од другата страна, од албанската страна, за соработка? Па ние на техничко ниво комуницираме
се уште не сме дошле на ниво министерско. Може би треба да го иницирате. Ама ние го инициравме, но еве да кажам дека имавме 2 пати неуспешни обиди, бидејќи кај нив се случува избори, па кај нас се случува избори, така да не бевме во можност да се координираме. После овој состанок, можеби ќе влеземе и во една мала медијација со УНЕСКО како посредник, така да можеби ќе за многу брзо време ќе имаме поблиска комуникација на многу повисоко ниво. Се надеваме дека техничките и административни проблеми под наводници, да ги ставиме како проблеми, дека нема да бидат тие кои што ќе преовладуваат за наше добро, се разбира. Така се разбира. Да, министре, ќе ве прашам непосредно, директно, што сметате за ваш личен успех? Со што се гордеете? Не можам да кажам мој личен успех, можам да кажам колективен успех, бидејќи јас сум министар за култура, но под мене има 72 национални установи кои што ги креираат програмските активности во културата во цела Македонија. Можам да кажам нешто што е многу важно, дека програмските активности во националните установи се на многу повисоко ниво за разлика од претходните години. Можам да кажам дека националните установи веќе имаат буџети, посебно оваа година веќе над 100% поголеми буџети за програмски активности. Што значи дека оној процент кој што го имавме 90% плати, 10% програми, веќе се намалува. Имаме полни сали. Јас сум многу среќен кога 4-5 месеци однапред не можете да дојдете до карта. Тоа е многу важно, дека имаме и квалитетна програма и дека имаме квалитетна публика која што го препознава тој квалитет и работиме на инфраструктура. Значи, пак ќе спомнам, е многу важно кога ќе дојдете како гледач, дали или посетител во музеј, во театар, во опера и балет, мора да се чувствувате добро, безбедно и сигурно. Тоа е многу важно. Пак ќе кажам, 72 национални установи кои што повеќето од нив се девастирани. И работиме проектни документации на многу од нив и се надевам дека се разбира, не може да биде тоа готово утре, ќе биде подолг процес, но сум особено горд дека почнавме да го правиме тоа и сум посебно горд затоа што во периодот пред Нова година можете да бидете сведоци дека имавме безброј културни настани и многу поголема поддршка на македонската музичка сцена. Еве се затоплува сега каде да е пролета доаѓа, така што се надеваме дека повторно ќе биде тоа така, дека особено пролетниот, летниот период, дека ќе имаме тоа како културни настани на отворено. Јас разговарав со директорите, сега ќе имам уште еден состанок, посебно во централното градско подрачје, во центарот на Скопје. Голем дел од програмите што ги имаме во националните установи планираме некаде од мајските оперски вечери па до септември, октомври да ги извадиме малку на отворено. Со задоволство ќе следиме. Да, благодарим. Благодариме што одвоивте денеска време и бевте наш гостин. Задоволство ми беше во секое време.